Нашата Суза и незината гостинка се веќе подготвени на своите места. Олја Петрушевска-Томева, писателка, ќе промовирате Сузе 2 книги. Така? Така е. Повелете, ќе ве следам со внимание и јас и нашите гледачи. Ти благодарам многу, ајде да се коригираме, бидејќи сега цело време ми е мисла како седиме, а не седиме исправно. Едно топло добре дојде за нашата. Јас од здравствен аспект, ова имавме пред тебе физиотерапевт Олја и тој не коригираше како треба исправно да седиме. Иначе како ти е удобно, а знам дека ти е удобно во нашето студио, така и ќе си седиш. Честитки за оваа двојна промоција која се случи пред 10 дена од прилика некаде и жалам што не бе во можности и физички да присуствувам, ама се радував на оној посебен начин на кој што ти ја осмисли промоцијата и обедини таму твоја читачка публика која што многу се забавуваше, барем по инсертите тоа можев да го видам, а ќе видат подоцна и гледачите. Како поминавте на промоцијата? Прво да ви се заблагодарам на поканата, што ете ја следите мојава работа во делот на пишувањето, моето хоби, мојата најголема љубов и што имаме можност преку емисијата да допреме до повеќе гледачи, до повеќе читатели. Инаку, промоцијата помина одлично, се реализираше на 31 мај, пред платото на Сакам книги, кои се мојата издавачка куќа, со кој што соработувам изминативе 4 години. Беше многу добро, имаше доста луѓе, мислам и читатели и мои пријатели. Интересно беше тоа што за прв пат, да кажам, еден македонски автор прави промоција не со други автори и познати личности, туку со букстаграмерки, едни прекрасни девојки. Тоа е многу ин и оние кои што се на Инстаграм знаат дека таму навистина постои еден друг начин на функционирање. Така, тие се едни прекрасни девојки, не се тие единствените 5. Меѓутоа, ете така се случи да јас остварам соработка со нив 5. Има повеќе девојки кои што и жени кои што читаат, мислам сериозно читаат. И тие се главните промотори, особено на нас македонските писатели, меѓутоа и на издавачките куќи, и на странски читатели, странски писатели, бидејќи не знам дали можете да поверувате дека тие читаат повеќе од 100-150 книги годишно. И вистина, ако некого сакате да прашате за мислење, за некоја книга, тоа се тие девојки жени. Обратете се на нив. Да, бидејќи експерти за читање и експерти за книги знаат буквално се. И покрај тоа што тоа не е нивната работа, туку ниту земаат плата, ниту нешто земаат за тоа, него едноставно тоа го прават од љубов. Пасија, така сакаат да читаат и како ги најде, како ги пронајде? Па се следиме ние на социјалните мрежи. Значи на Facebook и на Instagram, особено на Facebook има читачки групи, читателски групи. Па јас сум член, веројатно во сите, не знам, бидејќи покрај тоа што пишувам, исто така и јас сум љубител на пишаниот збор и сакам да читам. Секој пат кога ми дозволува времето. Тоа така оди, иначе не би било логички да пишуваш книги, а си правник по професија. Така, па добро, ја и таму пишувам многу, значи од аспект на работата, бидејќи работата ми е со пишување на правни акти, значи така ми е. Животов ми е насочен постојано кон пишување и навистина јас се чувствувам самата себе си дека многу подобро можам да се изразам кога ќе напишам нешто, отколку кога ќе го кажам. Да, кога треба да го кажам. Дури се наоѓам во ситуација кога пишувам, например, и сега пишуваш, па препрочитуваш по неколку пати. Некој пат си викам, ја ли го напишав ова, некако не ми е верно. Подобро ми звучи кога ќе го прочитам, отколку кога ќе го кажам. Да се вратиме на промоцијата. А можеме и инсерти да погледнеме, доколку режијата ни ги подготви, додека ти ни раскажуваш за промоцијата, ќе зирнеме и како изгледало таму. Така. Беше интересно кога се договаравме со 5 пријателки мои, букстаграмерки, како сега прв пат и они се наоѓаат во ситуација да прават истите девојки, да, букстаграмерки, да прават промоција на некој автор,
Меѓутоа и мене првпат да сама организирам своја промоција, бидејќи минатите промоции беа во организација на Сакам книги, овој пат промоцијата за првпат на Сите нејзини демони книгата беше на саем, на саемот во Скопје кој што беше одржан. Меѓутоа во исто после една недела од саемот излезе и другата од мазата на богомолката и јас некако чувствував потреба и сакав да направам своја промоција и да ги почестам и моите пријатели и читателите со еден настан кој што е различен од сите настани кои што беа организирани до сега. Една од букстаграмерките ја познавав од подамна, девојчето со книгите Кики. И прв пат седнав со неа да го направам разговорот и кажав која ми е идејата и она вика, леле, одлична ти идејата, она ми ги предложи останатите 4. И така да беше едно прекрасно доживување. Сите бевме некако со трема и они бидејќи им беше првпат, меѓутоа и мене целата организација, нели, да викнам музика, да пратам покана до сите луѓе за да има поголемо присуство, да организираш од коњопои, од куп детали се тука. Да, мислам, може ситници кои што луѓето не ги забележуваат, меѓутоа озвучување, нели, пијалок треба да има да се освежат гостите. Потоа правев едни мислам дизајнирани чоколадца со каверот обвивките од книгите кои што ги делев на промоцијата и беа доста интересни, бидејќи мислам стварно беа оригинални, беа многу малечки, во оригинал претучени обвивките на книгите. Имаше и подароци за, мислам, мојата детска книга Волшебната авантура, која што никаде не се продава, јас таа ја подарувам, имам неколку книги така кои што ги подарувам и мислам дека тоа двојполчасовно доживување, искуство беше одлично, бидејќи сите на крај излегоа задоволни, исполнети со позитивна енергија. Се гледа на фотографиите колку ви било убаво и каква убава женска енергија таму се разменила. Прекрасно. Да. Секоја чест за овој оригинален начин на промовирање. Морам да кажам дека при крајот на нашиот разговор и твоето гостување, двајца од нашите гледачи ќе ги вклучиме на телефон и ќе ги добијат овие два најнови романи, 6-тиот и 7-тиот, всушност, Сите нејзини демони и од маздата на богомолката, за кои морам да ти признам дека имаат совршено изработени корици, дизајн кој мене многу ми се допаѓа, многу изгледа естетски. Не знам кој е задолжен за овој Па сега ќе ги споменам, Сакам книги, мојата издавачка куќа. Они одлично знаат да одберат корица. Нели секој пат прво не консултираат нас авторите, кога станува збор за нас, македонските автори, како сакаш да ти изгледа корицата и ние си даваме наши насоки од прилика, така, што би сакале, како ја замислуваме. Меѓутоа, кога тоа ќе излезе од нив, тоа е навистина прекрасно и привлекува. Кога се бира книга, како и за се останато во животот, многу е битен првиот впечаток, односно треба да е љубов на прв поглед. Да ти се допадне. Така, да ја видиш корицата и таа е првата што привлекува. А нели, после и на крајот може да ја прочиташ содржината, зашто се работи во книгата, меѓу другото и тоа е тоа што привлекува, меѓутоа на прв поглед тоа е корицата. Да. Која порака ја испраќаш, еве? Кажа дека овие две книги имаат интересна приказка, може да се читаат и една по друга, а може и да се читаат и независно. Така. Ај вака малце една историја за тоа како јас почнав да пишувам. Всушност, па после како се дојде до двете книги, тоа е битно, мислам, да го кажам малце историски за да ги вратам хронолошки да работите. Од секој пат, например, сум имала желба за пишување, меѓутоа ми како дете пишував состави, песнички, потоа стихотворби, учествував на некои надпревари, меѓутоа никој пат немав храброст да седнам да напишам нешто, не па роман, можеби некои раскази би пишувала, некоја збирка, стихозбирка, некоја песна така би напишала, меѓутоа роман тоа ми беше како некоја недостижна цел. Кој тоа охрабри? Никој, сама себе. Јас секој пат така си ги правам работите, сама се охрабрувам. Меѓутоа, во еден разговор со пријатели, лето беше, бевме на одмор и се знае дека тогаш најмногу се чита и читаме, може на 2-3 дена по една книга и така разговараме.
колку е лесно или тешко да се напише една книга и демек со пријателиве разговараме, многу е тешко, као никој не би можел така да напише. Викам, па јас би се обидела, би пробала, вика, нема шанси, вика, тоа е многу тешко. Како и наето да преработи во мене. Си викам, ќе си докажам и на самата себе си дека можам, меѓутоа и на другите. И така излезе мојот прв роман, а тоа е Од маздата на богомолката. Јас Од маздата на богомолката почнав да ја пишувам 2018 година. Ја напишав отприлика за некаде 6-7 месеци. Многу имав трема додека ја пишував оваа книга, бидејќи и недоверба во себе точно. Како ќе излезе и дали ќе бидат задоволни и мислам читателите. И додека ја пишував, сите мои другарки беа задолжени постојано да ја читаат. Значи ќе напишам 20 страни, ќе ми ја пратам, ајде читајте. Они читаат, они воодушевени. И на крај кога ја препрочитував по неколку пати, ја склопив како книга и решив сама да ја издадам. Во меѓувреме напишав и уште една книга, детска книга, Волшебната авантура. Таа е книга за која што говори за растењето на моите деци, на сите деца преку играта, значењето и улогата на детската игра, нивната среќа, потоа важноста и улогата на поширокото семејство, особено на браќата, сестрите, братучедите, нивната поддршка. Така да таа е една убава книга која што говори за детството преку играта. И чекав да бидат двете книги готови и си направив сама промоција и тогаш издадов. Меѓутоа и двете книги беа испечатени, бидејќи сама ги печате во некои 200-300 примероци. Си направив сама промоција и книгите си ги поделив на моите пријатели. Сам ништо тоа не продав. Остана од богомолката, остана некои 8-9 примероци и бе во потрага, тогаш решив да барам издавачка куќа. И така стапи во контакт со Сакам книги, тие ја прочитаа книгата и тие 8-9 примероци ги продадоа кај нив. Меѓутоа тука почна нашата соработка. Јас следна книга ја напишав Сагата за Рајна. Потоа следеше која е една од твоите најпопуларни дела, би рекла? Да, бидејќи таа е вистинска приказна, мислам сме говореле и луѓето многу сакаат да читаат историски работи и вистински приказни, особено во овој случај кога станува збор за една наша македонка која што првата жена фармацевт. Да, првата жена фармацевт и незината улога во општеството, завршувањето на незиното образование во странство, меѓутоа и враќањето назад во сопствената држава. Од кај ги исцрпуваш овие податоци? Користиш ли вештачката интелигенција сега е во голем подем? Значи, за Сагата за Рајна не. Меѓутоа, кога ја пишував сите нејзини демони, за прв пат почнав да користам ChatGPT, бидејќи дејството во книгата, мислам, сакав да видам и тоа, да експериментираме. Знам дека си љубопитна по природа и ме радува што е така. Сакав да експериментирам и вистина е од голема поддршка. Например, мене ми помогна, бидејќи дејството се случува во Австралија. А ти си била? Никој пат во живот не сум била во Австралија, меѓутоа ете така ми беше идеја дека сакам да биде некаде на другата страна, на другиот крај. Кај писателите, кај сакаат патуваат со умот, точно, нели? Со умот можеш да патуваш каде сакаш, меѓутоа сегашната технологија ти ја дава можноста да ги видиш тие места, да слушнеш за тие места, па и како да си физички таму. Како да си физички, буквално, значи и ChatGPT заврши работа? Заврши работа, да. Ти изнашета низ Австралија и ти ги даде сите детали. Се што ми беше потребно, например кафолињата кои што се битни, некои клиники, болници, кои што ги истражував, а ми беа потребни, полициски станици, многу податоци, например, истражував број на убиства нерешени во Австралија. Мислам, многу работи. Се што ќе ти падне на ум, нели, како те води имагинацијата и во кој правец сакаш да ја движиш книгата, приказната. Така ти доаѓаат идеи и можеш да ги истражуваш. Бидејќи јас секој пат кога пишувам, прво го правам костурот на книгата. Јас знам како ќе заврши книгата. Мислам, знам што ќе се случува во книгата. И си давам одредени наслови и во насловите пишувам по 2-3 реченици, отприлика за што ќе обработува тој наслов и тој дел од книгата. И од кога ќе го направам костурот, после почнувам да ја градам книгата и да се пишува внатре, или да се развиваат карактерите, улогите. Можеби некој пат се враќаш наназад во некој минато на ликот, што доживеал, што преживеал. Така да тоа е начинот на кој што ги градам книгите. И почнав за Од маздата на богомолката, тогаш беше напишана, беа воодушевени сите пријателиве мои што ми ја подарив и тоа ме поттикна дека јас треба понатака да пишувам.
Потоа напишав 2 книги кои што исто така не се издадени. Едната е Каде сгрешивме, другата е Куната на кралот Шампањ Куси трети, која што е драма комедија. Каде сгрешивме е книга која што го обработува врсничкото насилство. Јас се трудам со оваа книга да ја делам по училиштата и тоа го правам. Во кампањите кои што се одвиваат против врсничкото насилство. И потоа ја напишав Рајна, па најсладкиот филџан кафе, која што беше почната пред Рајна, меѓутоа ја завршив и ја издадов после сагата за Рајна. И наред дојде да ја пишувам сите нејзини демони. Значи, многу ми беше битно да ја напишам оваа книга, бидејќи на тој начин јас ја оживеав од маздата на богомолката. Повторно, ова се 2 книги кои што може да се читаат независно, се во жанрот на психолошки трилери. Не се лесни книги за читање, бидејќи исто така го обработуваат во овој случај семејното насилство. Ама и љубовта и болката како наши постојани придружници. Точно, љубовта и болката, тоа е тоа што ја води една личност преку љубовта и болката да преживее, меѓутоа начинот на кој што таа ќе преживее, дали тој навистина добар или не е добар или е лош, оставам на читателите самите да го одгатнат. Да си одгатнат и да си проценат и да си ја доживеат и едната и другата книга. Одлични четива за овој летен период. Олја, предлагам да вклучиме ние двајца гледачи. Ја верувам дека оние кои редовно не следат и оние кои најчесто сакаат да ги добиваат книгите на нашите гости ќе го сторат тоа на 2 познати телефонски линии. Кажи ми само во меѓувреме додека го добиеме првиот гледач, ги има да се набават во Сакам книги, така? Сите твои дела таму се продаваат? Сите мои дела се продаваат во Сакам книги. Ти имаат на 3 места низ Скопје книжарници. Меѓутоа може да се нарачат и од било кој крај од Македонија, електронска има достава, со тоа што јас им ветив на читателите и веќе си ја почнав мојата мисија од минатата недела, дека на секое гостување на Сакам книги на отворените летни книжарници низ градовите низ Македонија, решив дека ќе ги посетам Кина. Минатата недела бев во Прилеп, приубаво си поминавме, имаше доста читатели, мислам стекнав нови пријателства. Јас голем дел од нив ги знам од социјалните мрежи, меѓутоа и те успеав сега и лично да се запознаеме. Многу ми е драго кога ќе дојдат, кога ќе си направиме мове. Тоа е една преубава, прекрасна енергија која што ја добивам и јас, меѓутоа и нив, и секој пат знам да си разменам со нив разговори, идеи, ги прифаќам нивните идеи. Сега правиме преку една читателска група на Facebook, имаме една акција каде што донираме книги, даваме книги, меѓутоа ги потикнуваме читателите и тие да се испробуваат малце во делот на пишувањето, па врз основа на насловите од моите книги да создадат свој расказ, поема, песна и премногу се креативни. Значи толку ме насмевнуваат, сум воодушевена од нив што одлични се, едноставно се одлични. Многу се убави тие контакти и комуникации со публиката која не чита, не следи и со нетрпение го очекува и новото дело. Додека го добиеме или имаме веќе гледач? Добро утро. Добро утро, кој ни се јавува? На телефон, Аница на телефон. Голем поздрав до тебе, Сузе, голем поздрав до писателката. И посакувам успех во нејзиниот живот, приватен и пословен. Ви благодарам. Дали нешто сте прочитале до сега од Олја? Не, да бидам искрена, не. Значи може било која од 2 книги да ви ја подариме? Ај со богомолката таја. Богомолката, одлично. Оставете контакт телефон господјаница и во рок од 2 недели ве замолувам подигнете си ја книгата од овде од Алфа телевизија, важи? Така, се исклучи гледачката, верувам дека не разбра. Дали имаме уште еден гледач? Во моментов немаме, но верувам дека ќе имаме до крајот на разговорот. Што подготвуваш следно, Олја? Знам дека веќе ти е отворен лаптопот и пишуваш пак нешто повторно. Така, ја тоа постојано си го правам, бидејќи тоа ми е бегство од реалности, но вистина ми ги полни батериите и покрај тоа што мени работата ми е на компјутер, ова воопшто не ми смета, ова е нешто поинакво, ова е љубов.
и навистина го правам со многу љубов и со многу жар. Мене никој пат не ми била целта да јас се промовирам како актер и да заработувам од тоа. Мене ми е целта да им се допаднам на читателите и да ги читаат моите книги. И сакам да шарам во жанровите, секој пат пишувам во различни жанрови. Во кој жанр си сега? Сега тоа ќе биде повторно историска драма, дел вистината приказна. Овој пат ќе искористам приказната на моето семејство. Така да имам доста истражување, не знам колку ќе бидам брза овој пат. Чипити повикај пријател. Да, добро, да, тоа веројатно ќе го користам за да многу е потешко кога се пишуваат историски книги. Бидејќи ти мораш дејството кое што го опишуваш во книгата да го поврзеш со историските настани. Ама ти тоа ќе го сториш, не се сомневам и ние трпеливо ќе чекаме. Не чекај гледач на телефонската линија. Добро утро. Добро утро за водителката и за гостинката. Добро утро и до вас, убав ден. Како сте? Благодарам многу. Кој ни се јавува? Ја гледам вашата програма. Така. За вас останаа сите нејзини демони, може така, нели? Може, секако, само јас би имала една молба. Да. Дали може во книжарница да ја подигнам книгата, затоа што немам автомобил. Добро. Во кој дел од градот Во живеете? Во Лептокарија, тогаш ќе оставиме во Лептокарија. Да. Во книжарница. Само оставете ги вашите податоци, ќе си ја подигнете од Лептокарија, од книжарницата Сакам книги. Многу ви благодарам и ви посакувам убав ден. Ви благодарам многу, убав ден и вам ви посакувам. Олја, тука некаде ние ги довршуваме овие последни минути од разговорот. Исклучително ми е драго што споменавме вака по нешто за твоето творештво, иако време секогаш не достига, не успеав да те прашам која е Олја дома и дали Олја секогаш успева да ги заврши обврските дома, бидејќи знам дека на секоја една жена која пишува секогаш и не достига време да биде се останато од кое се очекува од неа во домот. Трпи спиењето. Инаку јас сум вака да кажам. А оние диагнозите на ОЗА? Да, спондилоза, кифоза, лордоза. И тие најчесто се заработуваат пишувајќи книги. Се има, тоа го решавам вежбајки јога. Вежбам ја секој ден. Може би тоа не се, не знам, некои вежби во теретана со кривање, не знам колку тегови, трчање по 20 километри, меѓутоа во текот на денот еден час вежбам и не престанувај. Гледам да е тоа нешто така или јога, истегнување, некој аеробик пилатес што самата, бидејќи со години го правам тоа, најчесто сама вежбам дома. Така да го решавам тоа на тој начин. Инаку контрол фрик по природа се мора да биде во најдобар ред со семејството и со сите. Може би сметам дома, меѓутоа така на тој начин функционирам и ги држам работите во ред. Продолжи да сметаш и ние ќе се радуваме на секое твое дело, ама и дома верувам дека многу се гордеат со ова што ти го правиш и со нетрпение ќе ја чекаме новата историска драма која е каде што фокусот е на твоето семејство. Интересен разговор, нели рече? Одличен, одличен. Ви благодарам и на Ви двете. благодарам и јас на вас на поканата и на вашата поддршка. И до скоро видување. Така е.